Министерството за финансии го блокира зголемувањето на платите на 3200 вработени во Универзитетот Кирил и Методи. Но решение понуди техничкиот министер за труд и социјала Ѓоко Велковски. Според него нема правна пречка да се зголемат платите на професорите. Тој смета дека главна кочница за неприфаќањето на колективниот договор се финансии и Министерството за образование. Од МОН ни одговорија дека се согласуваат со колективниот договор, но проблем имало со буџетот. Оттаму велат дека ако се обезбедат дополнителни парични средства, Министерството за образование ќе даде амин за повисоки плати на универзитетските професори. Министерството за образование и наука го почитува секој правен акт, вклучително и колективните договори со кои се регулираат правата на вработените во областа. По добивањето на дополнителен буџет од страна на Министерството за финансии ќе започне исполнувањето на обврските кои произлегуваат од посочениот договор. Од финансии не добивме одговор зошто Министерството го проблематизира признавањето на колективниот договор. Во борбата за правата од колективниот договор на синдикатот на УКИМ се приклучија уште 5 универзитети: Битолскиот, Тетовскиот, Универзитетот Гоце Делчев, Свети Апостол Павле во Охрид и Мајка Тереза. Тие бараат итен прием кај претседателот на Собранието Јован Митрески. Доколку не бидеме примени најдосно до 15 февруари 2024 како синдикати на наведените јавни универзитети, ќе преземеме други чекори и постапки кои соодветствуваат на современиот синдикализам. Минатата недела синдикатот на УКИМ најави штрајк ако државата не даде пари за колективниот договор. Овој договор бил потпишан во декември 2022, а кој требаше да биде применуван од стартот на годината. Ова ги разбесни професорите на УКИМ. На нивните сметки месецов немаше зголемување на платите, па ректоратот, деканите и професорите решија да го кренат гласот.